сега во недела на 21 август по трет пат ни се одржува езерската винска тиквишка регата, на која што очекуваме учесници некаде околу 100 до 150. До сега се имат пријавено околу 60, сите го чекат нели последниот момент, сега четврток и петок, да си направат план за викенд. И ете, почнувањето е од познатото место кај лулето, нели? Тука не е и Марината на Тиквешкото езеро, тука има повише чанци, каде што ќе се товариме во чанците и ќе тргнеме кон Брушани. Значи, Брушани ќе посетиме потопената стара црква, а ќе посетиме и новата црква, Света Недела, што е сега направена во селото Бошева, да одадиме почит кон Света Недела. Тука ќе имаме закуска, дегустација на вино, скриено богатство. Се подалуваат нели ланч пакети специализирани за дегустација за вино за самата езерска регата. Потоа одиме до шахтата и продолжуваме кон Пештерската црква Свети Лазар. Тука ќе имаме мал застој, мало објаснување дека црквата се наоѓа Свети Лазар горе во Карпите, дека има таму нема само пат пристапен да се оде. Потоа се оде кон Бегнишкиот залив. Значи таму реката Каменица влева за мало освежување. Че имаме повторно тука па дегустација на винце, малку да се поизбањаме, да се изладиме. После сето тоа тргнуваме кон Полошкиот манастир, Свети Ѓорѓија, нели? Каде што ќе имаме и понекоја надпреварувачка наградна игра. Да го посетиме манастирот, да слушниме од кој век е, како е изграден, кои се фреските и така натаму и така натаму. И потоа се враќаме од кај што сме дошле, нели? И тука во еден ресторан, од рестораните, ќе имаме заедничка вечера со групата Трио Мањифико. Цената на сето тоа, котизацијата, значи како котизација, кошта 750 денара. На телефонот 078318710 може слободно да се обратат сите што се заинтересирани. Нели како од вашата телевизиска куќа, така и од националната телевизиска куќа МТВ и Канал 5 ќе биде пратен настанок, па ги повикам сите наши кавадарчани, па и од околијата, нели, тука е Тиквешки регион, да земат учество, да ни се приклучат. Значи имаме и чанци доволно, а може и со нивни чамец да се пријават, да направиме што поголема туристичка атракција, каде што сепак запознавањето на езерото си има своите убавини и треба да се прикаже тоа на што повеќе број на луѓе.